Ексклузивен концерт на младиот и талентиран пианист Лука Лазарески во придружба на целиот состав на камерен оркестар Битола. Специјален гостин Игор Джамбазов. 7 декември сабота, Атва Резиденс, Хотел Кичево. Концерт кој дефинитивно не смеете да го пропуштите. Лука Лазарески и пријателите. Картите се во ограничен број. Ете така, да видите што значи видео и што значи свирење во живо. Тоа е едно исто кога имаме ваков музички феномен во денешното издание. Официјално добро ми дојдовте понеделник и навистина ми е чест што ова дете кичевчанче денеска го промовираме, затоа што по втор пат прави еден голем концерт со камерниот оркестар од Битола, но и многу музички звезди, меѓу кои Игор Джамбазов, и се тоа ќе се случува на 7 декември. Денеска имаме и мини пијано во студиото. Лука ни е спремен за свирење, за убав разговор, така што денеска ќе имаме навистина на убава енергија. Лука, официјално добро ми дојде. Добро ме најдов. Како си, добар ли си? Добро, супер. Денеска студиото го наместивме баш да ти одговара како тебе. Кажи ми, како ти е по дома? Насекаде си со инструменти? Точно така. Хаотично студио имаме дома. Хаотично студио, веројатно уметниците во тој хаос многу добро функционираат. Точно така. Колку време ти откако започна да свириш? Почнав од 8 години, значи да имам веќе 5 години свирам пијано. Веќе 5 години и оваа сабота му доаѓа, така? Да, точно. Оваа сабота ќе ти се случи твојот втор голем концерт. Така. Колку дела може да очекуваме да бидат одсвирени? Па 20-тина. 20-тина дела. Значи ќе биде тоа многу убаво, а? Точно. Одлично. Пред да ни се наместиш на позицијата за убав разговор, ќе одсвириме уште нешто, нели? Така. Ајде, што ќе биде тоа? Тоа ќе уште нешто класично дела. Ајде, може и класично. Сега не можам да го препознам, бидејќи јас не сум баш музички школуван, освен тоа што го учев во училиште. Што беше ова што го отсвири? Ова беше Пасараглиот од Хандел. Имаме видео спотот ова. Од ова дело дојде и инспирацијата за првиот концерт во Домот на култура во Кичево. Така се случи усвари првиот концерт. Супер, ќе ми раскажеш повели, седни си на софата, ќе ти биде многу поудобно. Како што кажав, оваа сабота се случува неговиот втор голем концерт. Инаку, меѓу другото, морам да напоменам дека Кичево е град каде што нема музичко училиште и Лука се тоа што ги има постигнато е благодарение на неговата макотрпна работа, но и приватните часови кои што ги зема, па верувам дека еве градот, градоначалникот и одговорните ќе размислат на оваа тема и дека ќе се инициира вакво нешто, затоа што, како што ни кажува и Лука, навистина градот има потреба од такво нешто и мислам дека има многу деца кои што се талентирани за музика од Кичево, нели? Да, точно. И на овој концерт имаме едно млада девојче, Сијана Матеска, која за жал го ја дели истата судбина со мене. Со голема работа само постигнуваме. Ќе биде таа на овој концерт да каже дека не сум само јас. Така, ама вие не се откажувате, тоа што нема училиште не значи дека не може да се биде одличен музичар. Ајде да се потсетиме како беше на првиот концерт. Како ти дојде идејата? Малку ми спомнавте пред емисија, ама сега да ни раскажеш и вака. Снимавме еден видеозапис баш во Домот на култура и најдов на идеја и посакав да имаме концерт на истото место. Пробавме да организираме и успеавме и направивме таков еден голем концерт кој ден денеска се зборува за него. Што значиш ова за тебе во тој период? Дали ти беше реално дека тоа ти се случува? Па искрено не верував дека тоа се дешава, сепак бев мал. Така.
На колку години беше тоа? На 11. На 11 години, да. Сега имаш 12 години и сега си навистина многу мал, но како искуство вака кога започнуваше да свириш, си замислуваше ден дека ќе имаш таков голем настан со многу луѓе, со сето тоа во позадина? Па да, посакував, ама не мислев дека ќе биде на тоа ниво толку високо дојдено. Да, ете, работата излезе. Доби свој поклон. Што значиш овој концерт за Кичево ме интересира? Како реагираа вака луѓето кои што те знаат, со оглед на тоа дека ретко се случуваат такви работи таму? Да, баш нешто ново во нашиот град, до сега не се дешаваше такви настани во Кичево. Реакциите беа и над моите очекувања. Искрено имаше многу насмевки, аплаузи, па дури емоции кај слушателите. И така, да, со нивна поддршка и еве вториот концерт го права. А имаше ли треба ти на концертот? Мене тоа многу колку луѓе имаше? Па имаше над 600 луѓе. Над 600 луѓе. Тоа е огромна бројка, да не се лажем. Тоа е навистина сериозна бројка. Да. Како ги собра Лука сите овие луѓе? Дали сите беа кои што те познава или едноставно сите кои што сакаа да слушнат за она што ти го правиш? Па да, верувам дека поголем број беа што ме познаваат, сепак мал град сме. Ама имаш и такви што сака само да дојдат да слушаат музика. Значи ги задоволи ти буквално и двата вкуса. Да. Сега што ќе се случува па оваа година на концертот? Ќе има ли нешто поразлично од минатиот пат? Па да, сепак со оглед дека ги имаме камерниот оркестар, каде што сите се професионалци, гледаме дека е на некое многу повисоко ниво овој концерт и да, очекуваме нешто многу поразлично. Сега, што значи настап со камерен оркестар? Тоа е многу сериозен момент. Тоа значи дека ти ќе делиш сцената со еден куп вистински школувани музичари. Кој кива повеќе трема, Лука или музичарите сега? Како оди тоа? Па не знам искрено. Не ми делуваш ти дека имаш многу трема. Не, позитивна само. Само позитивна трема. Како се одвиваат пробите, како вежбата? Добро течат пробите, уште малце време остана. Вежбаме. Како, колку вежбата? Па јас вежбам по 3 до 4 часа дома. И тоа е секојдневно? Да. А како ќе се координирате на крај? Ќе имате, предпоставам, неколку проби пред самиот настан? Да, ќе имаме некои генерални проби со камерниот оркестар, пошто сепак е тешко, толку многу луѓе се собера да се направи проба пред тоа. Колку луѓе отприлика ќе сте вака се на сцена? 30. 30 луѓе. Тоа ќе биде еден многу убав настан за паметење, значи ќе се случува на 7 декември. Тоа е ова сабота. Дали се уште има влезници, дали може луѓето да си набават? Па не сум сигурен, знам дека местата што беа со седење се продадоа за 24 часа. Стварно? Да. Толку брзо? Да. Браво. Па дали не знам, дали немам информација дали има уште влезници. Така, добро, ние може да провериме потоа и со таткото и да информираме во некој од наредниве наши емисии. Кажи ми, што сакаш да биде поразлично оваа година од она што ти се случи лани? Па сепак и поддршката од луѓето, поразлично имам секако искуство повеќе од прошлиот концерт и секој предизвик што ќе го имам оваа година ќе можам полесно да го решам со искуството од ланскиот концерт. Така, во однос на репертоарот? Репертоарот е внимателно, значи направен благодарение на мене и на Владимир кој е диригент на камерниот оркестар. На почеток е замислено тие да излезат заедно со Нади Талеска, еден добар македонски вокал, ќе ни испеат неколку песни, а потоа јас ќе бидам на сцената до самиот крај. Значи ќе биде тоа едно вистинско уживање, еден убав празник, би рекол, посебно во Кичево, во овој предпразничен период. Наде Талевска е една од оние кои што ќе се представат. Кој друг ќе ти биде гостин на концертот? Тамара Груевска, која представуваше Македонија на јуниорскиот Евросонг, голема чест ќе ми биде што ќе биде оваа година нашиот тим. Исто така и Благоче Трајковски, кој е според мене најдобриот кларинетист во Македонија. Исто така ќе биде и Марко Лазарески, мојот брат, свири на гитара, еден многу голем талент, и Теодора Матеска и Бојан Трајковски кои беа и на прошлиот концерт. Така, и Игор Џамбазов. Игор Џамбазов. Да не го заборавиме и него. Ти си многу мал, меѓутоа нели многу добро знаеш кој е Игор Џамбазов. Какво е чувството да се има честа Еве Џамбазов да настапи на
како гости на твојот концерт? Па Игор Джамбазов, сепак тој е најголем маестро, мислам, идол на генерации назад и ќе ми биде голема чест да делам сцената заедно со него. Тој сигурен сум дека ќе ги спои хуморот и музиката и емоциите на едно место, што концертот ќе биде многу подобар. Така, како па се договоривте со камерниот оркестар во Битола? Од каде оваа идеја за оваа година? Па се роди со нашата заедничка љубов кон класичната музика. Сепак, јас бев на еден нивни концерт и навистина ми се допадна, пробавме да ги сконтактираме и за среќа беа слободни тој датум и повторно благодарение на Владимир, нивниот диригент, на 7 ќе делиме заедно сцената. Така, тоа ќе биде многу интересно. Во однос на програмот и композициите кои што ќе бидат изведени, кажавме дека се тоа многу убаво и внимателно избрани, меѓутоа може ли вака од прилика да дадеме еден мал вовед што може да се очекува? Ќе биде тоа само класично или ќе има нешто и да речеме македонско или некои други дела? Да, пак има жанрови од сите генерации, од најстаро време па до најново време. Ќе имаме некои стари класични дела, па очекуваме и нешто рок и македонски дела. Значи све на едно место. Така, сите овие дела подеднакво ти доаѓа за свирење во смисла на желбата твоја? Да. Или имаш нешто што повеќе вака ти е привилегија? Па да, повеќе ги сакам класичните дела, но ете, сепак добро е да се свири секаква музика. Така, како реагира публиката на класичните дела? Еве, да речеме, правиме муавет за некој кој што можеби не ја знае таа музика, меѓутоа кога си во публика едноставно е вистинско уживање. Кои се нивните реакции, еве, од претходниот концерт? Па да, нема многу кои ја разбираат музиката, но сепак ме знаат мене и знаат дека добро ќе освирам све што ќе бидам на сцената и така. Може да кажеме дека Лука Лазаревски е буквално музичка звезда во Кичево? Да. Да? Но новата музичка звезда во Кичево? Ете го имаме Лозано, нели? Владко Лозановски тој сограѓанец. Одлично. За денеска ни подготви ти повеќе материјал за снимање, кога веќе сето ова го носевме и монтиравме, што би отсвириле следно? Ќе одиме нешто класично или нешто македонско, па после класично? Па би отсвирам нешто македонско во чест на брат ми, кој ќе во Битола. Се согласувам. За него ќе отсвирам ако одам во Битола. Ајде. Не гледа тој денеска, не слуша? Да. Да, добро, се надевам дека е ослободен од часови.
Поздрав до брат ти, многу убаво звучи. Стварно многу убаво звучи. Морам да ти открием на тајна. Јас секој сакав да свирам пијано, ама никогаш немав можност. Може ли ти денеска вака да пробаме нешто да ме научиш? Ајде. Да дојдам од твоја страна? Може. Ајде. Многу ми се допаѓа вака Лука кога имаме некој со ваква енергија. Чекај да видам. Ме личи. Па ти си колку мене висок, а? Да, Од прилика. Толку е. Тука сме и со годините близко. Ајде сега кажи. Ајде на основното. Ајде на основното. Значи, Од тука почнувам? од тука. ајде. Од тука. Ајде. Тука? Да. Од овдека. Ајде. Така. Така е? Да, тука кога ќе дадеш, првиот прст го редиш тука. Чекай, значи, тука и овдека после првиот прст? Не, Ајде. тука првиот прст. А тука првиот прст. Чекай, јас знам едно. Каде е ре, кажи ми? Еве го. Добро е ова. Добро е. Ако ти треба гостин на концертот Плюс, тука сум, важи? Важи. Ето така. Фала ти многу. Сега може да си седнеш уште малце таму да си поразговараме. Го спомна брат ти. Брат ти е еден одличен музичар, тој е поголем од тебе и е во Битола. Средно е училиште? Да, средно. Тој е сега средното е поголем и одличен гитарист. Колку е важно да се има дома некој кој што навистина се занимава со музика, колку сте поддршка еден на друг, колку ти како помало братче учиш од него? Па да, ние се гледаме така за викенд, кога ќе се врати дома и вежбаме буквално цело време. Искрено е тешко малце да се работи со него, затоа што еден мал тон грешка и... И одново? Да. Значи многу е строг. Па е строг, ама помага. Ама така треба, Така нели? треба, да. Така. Со него имаме еден проект кој цело лето го работиме. Имавме едно напорно лето. Секој викенд имавме свадбени веселби, каде што ги забавувавме публиката за време на вечера. Свиревме македонски песни и јас нешто покласично и навистина е чест и задоволство. Тоа е многу интересно. Кажи ми, како е на 12 години ти веќе да имаш полна агенда во период кога нели обично децата од школа одмараат, одат на одмор така натаму, ти си навистина ангажиран и преокупиран со музиката. Сега знам дека тоа е нешто што многу го сакаш, но сепак е една голема одговорност. Што значи за тебе моментот што некој на неговиот најубав ден, пример на свадба, ви отстапува место за вие да ги расположите гостите? Така, да. Да, свириме, ја го почнав тој проект пред 2 години сам, на препоракот еден пријател кој сакаше да му свирам нему, но тогаш не бев спремен. Најдов материјал и пробав, тргна добро. Па ова година си вежбав така дома сам, ја зеде брат ми гитарата, извучевме добро, излеговме заедно и беше навистина добро и сега си работиме заедно. Добра комбинација. Може да очекуваме некои ваши заеднички соработки. Ова е брат ти, иначе, така? Да. Да, ова е брат ти. Може да очекуваме некоја заедничка соработка, може би некое дело, нешто да смислите ново? Да, секако. Предпоставам дека ти е добар пример за тоа како еден музичар се кали, ако може така да кажеме, како малци го гледал брат ти како вежба. Дали тоа има врска со ова што ти денеска си, со навиката, со посветеноста, бидејќи на некој начин си имал пример во семејството, односно брат ти, како треба за да се стигне да се биде успешен? Па да, тој е виновник зашто свирам. Го гледав дека ја уживам музиката и сакав да пробам нешто. Ете, клавирот го пробав и еве сега и концерт правам. Клавирот ти е љубов на прво поглед, буквално? Да. Да? Да. А дома освен ти и брат ти нема некој кој што е со музика? Не, никој. Нема. Не. Добро, кажи ми, во Кичево нема музичко училиште, правиме муавет за основно и за средно училиште. Дали тоа понекогаш ти беше пречка? Па да, на почетокот, но ете, со напорна работа, и уште мал со напорна работа и се достигнуваш се. Така, ти земаш приватни часови? Точно. Да, кај кој професор? Кај пензионираниот професор и прошли директор на ансамблот Танец, Бошко Тренески. Ау, браво! Тој многу е голем уметник и ми е голема чест што можам да учам од таков еден голем уметник. Да.
Да, тоа е еден лик кој што навистина има многу искуство зад себе. Кажи ми, веруваш во среќа за да ти се намесат сите овие коцки, да ти се погодат такви ликови во твојата позадина, или па си од оној тип кој што веруваш дека кога напорно работиш, ќе се излегуваат работите како што треба? Па треба и среќа нормално да се погоди да бидат сите слободни баш на тој датум кога ги побаравме, но ите напорната работа кога ме приметија како свирам и не може да ме одбијат едноставно. Така. И уште само да кажеме, Лука е 8 одделение. Како реагираат професорите, ги посетуваат ли концертите, среќни ли се што имаат ваков талент? Па да, јас имам голема поддршка од училиштето, слободен сум секогаш, посебно од класната. Јас сум иначе одличен ученик и затоа имам таква поддршка да бидам слободен кога ми треба за да вежбам повеќе и да реагираат идат на концерти. Претпоставам дека тоа е многу убаво и важно, нели, да знаеш дека ја имаш поддршката. Така. Понатамо одиш Битола, Скопје, како ти е планот? Па немам уште размислено, ама или Битола или Скопје сигурно. Така, добро. Уште еднаш да потсетиме, значи 7 декември во Кичево, во Атва Резиденц, големиот твој концерт може да си проверат за карти дали ги има, ќе биде со камерниот оркестар и еден куп гости кои што ги спомена и самиот ти. Така. Одлично, за крајот, може ли кога веќе го имаме пијаното, нешто сосема кратко, минутка и пол-две? Може. Ајде. Тоа ќе биде нешто македонско класично. Одлично, многу ти благодарам, господине Лука. Најубаво да си поминеш на концертот и ќе ни додеш пак во емисија да ни раскажеш како беше. Секако. Договорено? Договорено. Ете така, ова беше музичкиот феномен од Кичево, Лука Лазарески, кој што на 7 декември прави огромен втор концерт со камерниот оркестар од Битола и уште многу други музички звезди, меѓу кои и Игор Џамбазов. Многу ми е драго што Македонија има вакви таленти и ви благодарам што и денеска бевте со нас. За крај ќе слушнеме уште едно негово дело, односно многу убаво видео, а со мене се дружим утре во 10 часот на тема Зумба со еден огромен настан кој што ќе се случува во Скопје и колешка од Радио Етерот. Сигурно ќе ја препознаете по гласот, но ќе ја видите и во студиото. Се гледам утре.